Земите членки ротираат секоја година за да претседаваат со состаноците, а оваа година домакин е Индонезија. Клучните точки на разговорот за овогодинешните самити вклучуваат одговор на воениот удар во Мјанмар во 2021 година, зголемување на одржливиот раст и доделување на островот Тимор статус за полноправна членка, единствената земја од Југоисточна Азија која не е дел од блокот. Членовите ќе разговараат и за тоа како да се имплементира перспективата на АСЕАН за Индо-Пацификот, предлог од 2019-та за зголемување на влијанието на блокот во регионот. Одлуките на АСЕАН се донесуваат со заеднички консензус меѓу земите членки, но овие одлуки се водени од принципите на немешање во внатрешните работи на незините членови. Критичарите ја критикуваа ова политика како слаба и го повика АСЕАН да превземе понаметлива улога во донесувањето одлуки. Некои го критикува, например, она што го гледаат како бавен одговор на блокот за граѓанската војна во Мјанмар. Земјата е подвоена управо од државен удар во февруари 2021 година, која ги елиминираше надежите за демократски реформи и отвори ново насилно поглавје. АСЕАН постигна првичен договор со воената хунта за прекин на насилството во април 2021, но до денес хунтата го игнорира така наречениот консензус од 5 точки што беше постигнат. Сепак поборниците на блокот тврдат дека алијансата направила многу за подобрување на дипломатските и економските односи меѓу земите членки во последните 6 децении. Денес царините во рамките на АСЕАН се практично нула. Земите на АСЕАН имаат комбиниран бруто домашен производ од околу 2,6 трилиони долари, што го прави блокот трета по големина економија во Азија и седма по големина во светот. Повеќе од 20% од целата глобална трговија минува низ овие води од 2016-та, а повеќе од половина од светските рибарски бродови работат во овие води богати со ресурси. Членките на АСЕАН остануваат поделени околу тоа како да одговорат на зголемената активност на Кина во регионот, додека некои земји, вклучувајќи ги Тајланд и Филипините, неодамна ја зајакнаа поморската воена соработка со САД за да одговорат на ова прашање, други држави пак имаат зголемена економска зависност од Кина преку незината иницијатива Појас и пат.